Силни аплаузи, гласна смеја, но испреплетени емоции со чувство на тага по одличната актерска игра на премиерата на Wi-Fi на драмското студио Тетово. Темата на представата е дел од нашето секојдневие, кога останува само комуникацијата преку интернет на родителите со нивните деца кои заминале во странство. Премиерата ја наполни салата во Центарот за култура Илјантески смок. Мислам дека се одлично помина и дека во најубаво сеќавање ќе им остане оваа представа на нашите сограѓани тетовчани, а имаме доста верна публика и од гостива, не се само Тетово. И во најавата кажувавме дека е ова комедија, меѓутоа има и тажни елементи, она што повеќето од нас не засега, децата што ни заминуваат во странство, остануваат тука старите луѓе, комуницираат со младите преку Wi-Fi. Мене ми се види многу интересен текстот од српскиот писател Миро Љупнедовиќ. Му ја побарав, ми го испрати текстот и ја преведов и адаптирав на наши услови. Не се разликуваме многу, значи, од она што се случува во Србија и во Македонија и секаде на Балканот, тоа да младите се иселуваат, старите остануваат сами, без потомство, со внуците се гледаат само преку современава технологија, може би тој го ублажува момент на времето кога од секогаш постоело печалбарството кај македонците, меѓутоа чекале со месеци да добијат аве што се случува со нивните и сега може би олеснителна околност е современава технологија. Актерите задоволни од премиерата зашто ја постигнале нивната цел, а тоа е да приредат уживање за публиката. Уште една се потврди дека ние, тетовските глумци, имаме посебна привилегија што играме пред една ваква публика. Стварно, тетовската публика знае да процени што е квалитетно, а верувам дека навистина вечерва се изненадија пријатно од изведбата на представата Wi-Fi. Ние внесовме малку наши лични приказни и мислам дека уште повеќе допревме до нивниот вкус. Се надевам дека и понатаму ќе продолжиме да работиме вакви представи, посебно еве благодарност до режисерот за изборот на овој текст, што стварно е актуелен и што верувам дека и во поблиска и може и подалечна иднина ќе биде актуелен, а се ми е драго што публиката вечерва и покрај тие тажни сцени што ги имаше во представата, излегува со насмејани лица и задоволни и среќни. Вечерва сум посебно среќна и задоволна за тоа што публиката едноставно уживаше. Најмногу што е потребно на оваа тетовска публика е само смењето и задоволни да излезе и да ида дома. Ова е втора представа на драмското студио Тетово оваа година, која ќе се репризира доколку публиката побара. Монодрамата Иконија, Мадмазел Ика пак, на 1 јуни ќе се игра во Драмски театар во Скопје.